Благодарам, председателке. Почитувана колешке, во целава ваша дискусија, благодарам за поддршката. Сепак, на крајот на денот, со завршување на нашиот мандат, пошто имаме најава за предвремени избори, ние се враќаме меѓу тие луѓе и ќе значи оваа поддршка што ја давате. Меѓутоа, една работа заборавите. Во Куманово СДСМ во континуитет на власт е 70 години. Одговорноста за тие 70 години не може да се избрише само со владењето на ВМРО 11 години. Да не заборавиме дека Куманово е најзадолжена општина во Република Македонија, под чија власт? Под власт на СДСМ. Да не заборавиме дека во време на ВМРО, ја вчера овдека образлагав амандман и кажав дека дел од средствата за финализација на фекалната канализација во Куманово ги даде владата на ВМРО преку Министерството за животна средина. 4,5 милиони евра, кои локалната власт година дена не ги користеше, ги искористи во предвремените парламентарни избори 2017. Зошто година дена граѓаните мора да газат кал и да немаат фекална канализација? Така да не може да се амнестираме од оваа работа. На крајот на денот, овој амандман го поднесувам, бидејќи сум свесен дека општина Куманово е блокирана, нема да има услови со веќе започнативе проекти да го реализира. Значи, не сакам овдека да ставам политика и да правиме ние локални препукувања, меѓутоа се борам за овој проект да го види дневното светло. Затоа што е веќе почнена една работа, тампониран, во вашето излагање никаде не спомнавте асфалтирање, затоа што со овој пат поврзуваме две општини, значи општина Петровец и општина Куманово. Многу битен, со овој патен правец населението од Студена бара, Пчиња, Вака, Винце ќе може да се приклучи и на автопатот за Миладиновци Штип. Место да врти круг од Куманово, се крати многу тука. Благодарам.